Се надзирали почетокот на предизборното ветување на локалната власт Велес да добие современ градски пазар. Председателот на Општинскиот совет Александар Колев денеска информираше дека Советот на Општина Велес на следната 13-та седница ќе го разгледува предлогот за промена на генералниот урбанистички план. Целта е модернизирање на градскиот пазар. Според него, неколку инвеститори веќе пројавиле интерес за изградба на затворен пазар. Веќе сега има потенцијални странски инвеститори кои што преку форма на јавно-приватно партнерство би реализирале инвестиција за кревање на уште 2 спрата на градскиот пазар, предвидување исто така паркинг простор во приземјето, изградба на, затварање на пазарот и изградба на простор за дополнителни дуќани, ресторани и слично. Целта е да се измени урбанистичкиот план за да понатаму се реализира проектот за изградба на современ пазар. Доколку Советот даде согласност, ќе се пристапи кон реализација на веќе најавуваниот проект. Надлежните очекуваат Велес да добие современ пазар кој ќе одговори како на потребите на продавачите, така и на самите купувачи. За православните христијански верници кои се водат според стариот јулијански календар, денеска почнува 6-неделниот Божиќен пост. Постот ќе трае 40 дена, односно до Божик 7 јануари, денот на раѓањето на Исус Христос, бидејќи датумот на Божик не се менува. Постот секоја година почнува на 28 ноември, а завршува на Бадник 6 јануари. Од Павардарската епархија напоменуваат важноста на постењето во православието, потенцирајќи ги карактеристиките на Божикниот пост. Овие божични пости, црквата пропишала како таква, си има свој начин на постење. Средата и петокот како такви се без зетин, затоа што знаеме дека во средата е предаден Господ Исус Христос и самите свети оци велат дека кој не пости во среда како Јуда кој што го предава Христос, а петокот како таков е пак оној кој што е денот кога е распнат Господ Исус Христос и затоа е пропишано како строга пост. И се велат светите оци дека оној кој што не пости во петок е ист како римјаните или како евреите кои што го распнува Христос. Затоа овие 2 дена во овој пост се без масло, односно без зетин и строго се постат. Останатите денови се на масло, освен во сабота и во недела кога Светата црква разрешила во тие денови можат православните наши христијани кои што сакаат да си ги спасат нивните души да јадат и риба. Овие карактеристики го прават Божикниот пост поблак од Великденскиот, кој се смета за најстрог пост. Во православната црква практика во текот на Божикниот пост верниците да се исповедаат и по можност да се причестат. Од епархијата напоменуваат и дека токму на духовното прочистување треба да се обрне поголемо внимание. Ако гледаме на постот на тоа само што да јадеме и како да јадеме, тогаш подобро да не ни постиме. Затоа што самиот Христос пак вели не го осквернува онаа што влегува во устата на човекот, ако зборуваме за јадењето и за телесниот пост, туку онаа што излегува од устата на човекот. Повеќе да обрнеме внимание на нашата душа, повеќе да обрнеме на постот кој што се однесува духовен, односно на зборовите, на мислите, на разговорот, да ги зауздаме, како што велат светите оци, и нашите мисли, и нашите помисли, и помалку да зборуваме, затоа што колку повеќе зборуваме, толку повеќе можеме да сгрешиме. Дали кон самите себе си, дали кон нашите ближни, дали кон пријателите. За време на Божикниот пост, постни се и сите славски трпези. До Божик не престојат повеќе празнување на светци, кои православните верници ги земаат и како куќни слави. Вкупно 16 млади велешани, од кои 8 средношколци и 8 студенти ќе добиваат стипендија од страна на локалната самоуправа. Предлозите ќе ги разгледуваат советниците на 13-та седница на Општинскиот совет. Председателот на Советот Александар Колев изрази задоволство од бројот на заинтересирани ученици и студенти кои доставиле документи за добивање стипендија. Имало задоволителен интерес, како што гледате годинава, за разлика од лани кога како прва година мислам дека беше зголемен бројот на стипендии, конкретно за студенти не се јавија толку колку што беа предвидени. Беа предвидени 8 стипендии за студенти, а беа јавени само 7 кандидати и заради тоа општината мораше да подели само 7 стипендии. Оваа година имаме доволен број на апликанти кои што исполнуваат критериуми и услови за да може и 8 стипендии за ученици и 8 за
студенти да бидат поделени. За добивање на општинската стипендија заинтересираните ученици треба да имаат постигнато континуирано одличен успех. За студентите пак, еден од условите кои треба да го исполнуваат е минимум 9 постигнат просечен успех. Меѓу другото, кандидатите имаат задача да напишат и есеј на тема како би помогнал на твојата заедница како иден експерт. Согласно амандманите кои што беа претходно предложени на буџетот за 2013 година, се зголеми од по 3 стипендии за средношколци и 3 за студенти, се зголеми на 8 стипендии за средношколци и 8 за студенти, односно плюс уште по 5 нови стипендии. По 2000 денари е сумата месечно за студенти и 1500 за средношколци. Стипендијата кандидатите ќе ја добиваат 9 месеци во годината. Со цел да се зголеми бројот на стипендирани ученици, советниците се откажаа од дел од репрезентацијата. Уметнички слики и уметнички фотографии од уметниците Касиопеја Наумовска и Осман Демири беа изложени во ликовниот салон во вторникот. Овие уметнички слики Касиопеја Наумовска за прв пат ги представува на велешката публика. Уметничките слики таа ги изработила пред околу 2 години, инаку во незините дела најзастапена техника е масло на платно. Во моите слики преовладува човечката фигура. Тоа е целосно изобличување на човечката форма, како што е анатомска, со цел и со намера да можам да ги постигнам емоциите кои што ние како луѓе ги доживуваме. Значи, мене ми е предизвикот токму тоа да го насликам, да го представам, преку израз на лик, движење на рака, движење на тело, до една сосема целосна искривеност, значи на самата поставка на фигурата. Како Наумовска, така и Осман Демири за прв пат своите дела ги представува во ликовниот салон пред велешката публика. Со создавањето на уметничките фотографии, Демири се занимава околу 2 години. На оваа заедничка изложба, Осман Демири представи 2 теми. Едната е светлост и сенка, а другата е црвени соништа. Јас имам тука 2 теми. Едната е светлост и сенка, другата е црвени соништа. Изработени се неколку години, повеќе од 2 години. Првата тема и ова втората работам веќе 1 година на црвените соништа. Претежно јас работам со детали. Мислам, немам ништо конкретно да се гледа во фотографиите. И играм со светлоста и со сенката. Низ изложбата беа представени по 20 на дела од секој автор, кои следните 10 на дена ќе бидат изложени пред велешката публика. Секцијата за борба против СИДА, младите едукатори за ХИВ-СИДА и клубот на млади на Црвениот крст ќе организираат активности во текот на месец декември под заеднички наслов "Што ако беше ти ХИВ позитивен?". Активностите во оваа едномесечна кампања имаат за цел да го свртат вниманието кон оваа пандемска болест на 21 век и да действуваат едукативно кај населението, особено кај младите луѓе. Од Општинската организација на Црвениот крст од Велес, утре на пресконференција ќе ги презентираат активностите кои ќе ги преземат и со кои ќе се одбележи 1 декември, светскиот ден на борба против ХИВ-СИДА. Црвениот крст овие активности ќе ги организира и во рамките на неделата на борба против СИДАта, која ќе се одвива од 1 до 7 декември, а е во согласност со програмата на Светската здравствена организација. Кривична пријава против 18-годишниот СД од Велес за сторено кривично дело кријумчарење на мигранти, пријавениот на 25 месецов на автопатот Неготино-Велес во близина на село Каласлари, пренесувал афганистански државјани без патни исправи. Ова го откриле полициските службеници откако го претресле товарното возило управувано од 18-годишниот СД. Во возилото биле пронајдени 12 афганистански државјани кои илегално влегле во Република Македонија. Од страна на истражен судија на пријавеното лице му е одредена мерка притвор во трајање од 30 дена, а додека пак мигрантите ги сместиле во прифатен центар.